Со изведување на докази од страна на обвинителството, распит на сведоци, но и под силно полициско обезбедување, денеска продолжи судењето на обвинетиот за убиство со умисла, 21-годишниот турски државјанин Кадир Кара. На денешното судско рочиште обвинетиот го призна делото и пред судот изјави дека не го планирал убиството, туку на средба со жртвата во кафуле во центарот на Штип отишол за да разговара. Меѓутоа, откако увидел дека таму биле 7 блиски на сега убиениот, проценил дека му подготвуваат заседа и како што сведочеше, убиството го сторил во самоодбрана. Секош целта на признавањето на вина е олеснителна околност и за судот и за одбраната. Во тој случај ние очекуваме судот да ни додели, да ни изрече поблага казна од предвидената, законски предвидената казна, така да се надеваме на тоа дека ќе има продукт во тоа што го денеска направивме на самото рочиште. Освен Кара, на обвинителна клупа седнаа уште 4 кои се обвинети за помагање. Сите инволвирани во убиството на турскиот државјанин Енес Оздемир се обвинети дека на 8 мај годинава во кафе-бар на градскиот плоштад во центарот на Штип извршиле дрско и организирано убиство со логистичка подршка. Обвинетиот за убиството бил со непријавен престој во државата, со оружје за кое немал дозвола, а бил осудуван и во Турција за слични кривични дела. Додека 2 од обвинетите за помагање исто така биле осудувани во Турција, а во Македонија се представувале со лажен идентитет. Судскиот процес продолжува со изведување на докази и сослушување на останатите обвинети, но и сведоци, кои пак поради безбедносни причини побарале сведочењето да го извршат во судница без присуство на обвинетите.